Добар ден, најпрво да се представам. Јас сум Елена Дракуловска-Гигов, вработена во ИМПУМА, Институт за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје. Цел на денешното образлагање е јавна анкета и јавна презентација за детален урбанистички план за урбан блок 5, урбан опфат 5.2, општина Пробиштип. Планот беше на една јавна анкета, сега се одржува повторна јавна анкета и презентација, поради одреден пропуст во објавата во јавните гласила на првата јавна анкета и презентација. Во однос на планското решение од првата јавна анкета нема поголеми измени. Накратко ги извршиме образлагање на втората јавна анкета и презентација. Локалитетот се наоѓа во југоисточниот дел на град Пробиштип. Границите за конкретниот плански опфат се дефинирани согласно генералниот урбанистички план на град Пробиштип, плански период 95-2005 година, усвоено на Совет 97 година и се дефинира по оските на следните сообраќајници. На север по осовина на ново планиран канал по ГУП на град Пробиштип. На запад границата се движи по осовина на Колекторска улица 2, односно Сервисна улица 2 по ГУП на град Пробиштип. На југ границата се движи по северната граница на катастарска парцела 4420/1, 4419 и 4357 и по генерален урбанистички план на град Пробиштип. На исток границата оди по границата на ГУП на град Пробиштип. Според опишаните граници на деталниот урбанистички план за урбан блок 5, урбан опфат 5.2, вкупната површина на планскиот опфат изнесува 5,81 хектар. За површината на планскиот опфат до сега дефиниран е само генерален урбанистички план, до сега нема изработено детален урбанистички план за овој плански опфат. Со планот е извршена и детална разработка на урбан опфат 5.2, во кои подрачја се планирани и градежни парцели и површини за градење. Во локалитетот при инвентаризација на содржините и функциите на терен евидентирани се вкупно 17 објекти, од нив 16 се со основна класа на намена А1 домување во стамбени куќи, еден објект е со намена Г4 стоваришта, има една трафостаница столбна и останати одделени изградено земјиште и во рамки на опфатот има две суводолици и Калнишка река. За суводолиците и за Калнишка река има изготвено хидролошка студија врз основа на која е исцртано и регулираното корито. Во однос на процентот на застапеност на класите на намена во постојната состојба, процентуалната застапеност е следна. Намена А1 домување во стамбени куќи е застапена со процентуална застапеност 16,6%. Намена Г4 стоваришта 2,3%, намена Е1 сообраќајни коридори 7,1%, река 5% и неизградено земјиште во најголем процент на застапеност во постојната состојба со 68,9%. Во однос на изградената комунална инфраструктура, во однос на сообраќајот, значи западната улица е постојна со асфалтиран коловоз, но со профили помали од планираните во генералниот урбанистички план. Во рамки на опфатот има две постојни улици асфалтирани со помал профил. Во рамки на опфатот има и еден постојен земјен пат кој поминува по средина на опфатот и се движи од север према југ. Во однос на изведената водоводна мрежа, на западната страна на опфатот има изведена водоводна мрежа со профил Фи150 и по постојните две асфалтирани пристапни улици има изведена водоводна мрежа со профил 2,3 сол. Во планскиот опфат покрај земјениот пат поминува фекална канализација, атмосферска канализација не е воопшто изведена. Во постојната состојба во рамки на планскиот опфат има изведена една столбна трафостаница и постоен 10 киловолтен далновод кој поминува низ опфатот. Долж постојните улици има изведено и подземни телекомуникацијски водови со кои стопанисува Македонски телеком. Во најголем дел се работи за бакарни водови, а крај западниот крај на опфатот минува и оптички кабел. Останата инфраструктура на терен не е евидентирана. Накратко во однос на планската документација, сакам да наведам дека е изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Со истиот е извршена поделба на блокови и дадено е планско решение за наменската употреба на градежното земјиште. Истовремено во планот е извршена и детална разработка на блокот 5.2, во кое подрачје се планирани и градежни парцели и површини за градење. Границата на планскиот опфат на деталниот урбанистички план е дефинирана по границите на блок 5 што се дефинирани во ГУПот на град Пробиштип.
Планскиот период на овој детален урбанистички план е 2018-2023 година. Планот е усогласен и со најновата законска регулатива како што е Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село и останати видови на урбанистички плански документации. Во однос на планираното сообраќајно решение, сообраќајниот концепт на локалитетот кој е предмет на разработка на овој ДУП е поставен врз основа на претходно планирана улична мрежа со постојниот важечки генерален урбанистички план на град Пробиштип. Со постојниот ГУП дефинирани се трасите на две собирни улици од примарна улична мрежа. Тоа е собирна улица, односно колекторска улица 1 и колекторска улица 2. Тие се од примарна улична мрежа. Во однос на секундарната улична мрежа, изработена е согласно постојната состојба на терен и вклопена во планското сообраќајно решение на овој детален урбанистички план. Имаме сервисни улици, сервисна улица 1 и сервисна улица 2, со профил од 9 метри, коловоз 6 метри и 2 тротоари од по метар и пол. Имаме стамбени улици, стамбена улица 1, стамбена улица 2 и стамбена улица 3 со профил од 8,5 метри, коловоз 5,5 метри и 2 тротоари од по метар и пол и пристапни улици, пристапна улица 1, 2 и 3 со профил од 5,5 метри. Во однос на нивелманското решение со изработка на деталниот урбанистички план, пристапено и кон изработка на нивелманско решение на овој локалитет, при проектирање на нивелетата се почитува природниот пат на теренот, подолжните наклони на сите сообраќајници се усогласени со конфигурацијата на теренот и се движат во границите на максимално дозволените наклони согласно правилникот. Во однос на електроенергетската инфраструктура, во опфатот се предвидени 3 градежни парцели за градба на трафостаници, од кои една е постојна, столбна и 2 се ново планирани. Во рамки на опфатот поминува и 10 киловолтен далновод, каде што на кој се исцртани заштитни зони. Во однос на телекомуникацијската инфраструктура, долж постојните улици има изведени подземни телекомуникацијски водови, со кои стопанисува Македонски телеком. Се планира задржување на овие траси за подземни телекомуникацијски водови. Дополнително планирана и траса на подземен телекомуникацијски вод долж тротоарите од двете страни на тротоарите, таму каде што нема тротоари по коловозот од пристапните улици. Во однос на водоснабдувањето, во рамките на планскиот опфат има постојни водови на водоводна мрежа која е реализирана во профилот на постојната улична мрежа, меѓутоа истата е со многу мали попречни профили и истата не може да ги задоволи планираните потреби. Од тие причини се предвидува зголемување на попречните профили на постојната водоводна мрежа на ФИ 150. Во однос на фекалната канализација, се планира изградба на сепаративен систем на канализација, изградба на посебна канализацијска мрежа за атмосферски вод, како и посебна канализацијска мрежа за фекална канализација. Канализирањето е предвидено да се врши гравитацијски. Планирано е мал дел задржување на постојната фекална канализација и изградба на нов вод од ФИ 250 мм долж планираните улици, кој ќе се надоврзе на оваа постојна канализацијска мрежа. Во однос на атмосферската канализација нема изведено атмосферска канализација на терен, на лице место. Проекцијата на атмосферската канализација предвидува исто сепаративен канализацијски систем за одвод на атмосферски води, кои ќе се состојат од посебни канали кои ќе се водат по главните сообраќајници. Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните површини на објектите, од површините на улици и од зелените површини. Во рамки целокупната атмосферска канализација ќе се изведе со цевки со минимален профил од ФИ 300 мм. Во однос на програмските проекции на општина Пробиштип и изработката на планската програма, со овој детален урбанистички план се планираат наменски зони за градежни парцели и површини за градење со следниве класи на намена. А1 домување во стамбени куќи, Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Д2 заштитно зеленило, Е1 комунална супраструктура сообраќајни коридори, Е2 сообраќајна супраструктура трафостаници, Е3 некомпатибилна инфраструктура прочестителна станица. Класите на намена се впишани на самата површина на градба на секоја градежна парцела поединечно. За градбите со градежна парцела, односно со класа на намена А1 домување во стамбени куќи и со класа на намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, предвидени се алтернативни класи на намена, односно компатибилни класи на намена во однос на основната согласно правилникот.
Предвидениот концепт се надовржува на намените кои ги предвидуваат Генералниот урбанистички план на град Поробиштип и правилникот и законот за просторно урбанистичко планирање. За градижните парцели со класа на намена 1 домување во стамбени куќи, дозволена максимална висина е 10 и 20 метри до хоризонталниот венец на градбите, максимална катност од приземје 2 нивоа и поткроје. За градежните парцели со класа на намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, максимална висина до хоризонтален венец на градбите е 9 метри и максимално дадена катност од приземје 1 ниво. За овие градби индустрија не е задолжителна изработка на архитектонско-урбанистички проект, но истото е оставено како можност во случај на потреба согласно член 51 од Законот за просторно урбанистичко планирање. Во рамки на опфатот е предвидена и класа на намена Е3 некомпатибилна инфраструктура прочистителна станица согласно Генералниот урбанистички план на град Пробиштип и 3 градежни парцели со намена трафостаница. Во однос на целиот плански опфат имаме предвидено 45 градежни парцели, бруто максимална развиена површина на ниво на плански опфат е 27.057 метри квадратни, просечен процент на изграденост изнесува 13,24%, просечен коефициент на искористеност изнесува 0,47. Накратко, тоа е образлагањето за јавната анкета и презентација. Доколку некој има некоја приметба или некоја барање во однос на планското решение, може да пополни анкетен лист и да го достави. Сите анкетни листови ќе бидат разгледани комисиски и на секој ќе му биде одговорено поединечно. Ви благодариме.